Тука сме да представиме еден документ кој што го сметаме за мощно значаен. Се работи за сет на принципи за користење на туѓи авторски дела во известувањето на онлайн медиумите. Тоа е една активност која што траеше подолго време, низ процес на консултации и разговори со заедницата, значи со представници на онлайн медиумите во Македонија, на информативните интернет страници и на информативните портали. Беше основана една работна група во која членува 11 представници на информативни портали и интернет страници и принципите кои што ги имате пред вас се резултат на тој разговор, на преговори, на предлози, сугестии и на еден конечен договор за тоа што ќе се смета прифатливо за сите во заедницата. Ние појдовме од неколку премиси во подготовката и во изработката на овие принципи, од кои најзначаен е веројатно дека новинарството како професија скоро целосно зависи од својот авторски труд. Новинарите буквално врз основа на својот авторски труд заработуваат плата. Втората е дека ситуацијата во која што онлайн медиумите се принудени во трката по што повеќе импресии, ги принудува на порелаксиран пристап, ако дозволувате, кон авторските права на другите, посебно кон и внатре во Македонија и кон странски извори на информации. И третиот е дека новинарството практично не може и тешко е да се замисли во својата денешна форма без цитирање и користење на претходно објавени новинарски трудови. Кога ќе ги погледнете принципите, ќе видите дека тука не се работи за ништо ново, тие се базирани на тоа што го дозволува нашиот закон за авторското право и сродните права. Базирани се на добрите обичаи и практики кои што веќе постојат во новинарската професија и кои што се развивани низ долгите години на развојот на професијата. И во одредена мера се базирани на доктрината на фер употреба, која што, иако нашиот закон не ја препознава под тоа име експлицитно, исклучоците што се наведени во нашиот закон како можности за цитирање и користење на туѓи авторски дела без надомест, во голема мерка се поклопуваат со поставките на таа доктрина. А таа доктрина беше исто така значена и баш затоа што инсистиравме на нешто што сите ќе го прифатат и ќе сметаат дека е фер. Значи, како тие би се однесувале кон туѓите авторски дела и како сакаат другите луѓе да се однесуваат кон нивните авторски дела. До сега, за натамошна промоција на принципите, направивме еден вебсайт, го имате на материјалите што се дотавени, тоа е ferupotreба.mdc.org.mk. Таму се наведени принципите, наведени се кои се поддржувачи, има дел со ресурси на кои што може да се најдат закони, академски текстови, истражувања на полето на авторските права и посебно авторските права за медиумите, како и можност да не контактирате доколку сакате и вие и вашите онлайн медиуми, да ја поддржат иницијативата и да и се придружат. Она што стои пред нас е промоција и најверојатно разговор со сајтови кои што досега не биле вклучени на еден или на друг начин, за да ги прошириме овие принципи што повеќе во заедницата, затоа што сметаме дека тие во крајна линија ќе доведат и до поголема професионалност и до зголемен квалитет на известувањето што во моментот е достапно на интернет. Кои се најголемите проблеми во однос на авторските права кај нашите онлайн медиуми? Имате сигурно тврдена да ги направите? Значи, тоа е она што го слушаме сите прво во секојдневна комуникација и од што највеќе се жалат, тоа што почна да се нарекува веќе и официјално копи-пейст новинарство, односно праксата на превземање на цели текстови со наведување или дури и без наведување од кој сајт е превземено,
на начини кои што сметаме дека се неприфатливи. Ние прифаќаме дека може да се цитира и треба да се цитира, меѓутоа тоа треба да биде и самиот закон за авторско право и сродни права вели дека тоа треба да биде во разумна мера. Тоа се проблемите на посебно кон извори од странство, за кои што не сме баш сигурни. Се надеваме дека повеќето луѓе бараат дозвола или се консултираат со изворите од таму, иако не сум сигурен дека е тоа случај за користење на материјали. И тоа би биле двата најголеми и основни проблеми, без навлегување, не знам, во некаква правна. Она што се случува кога веќе сме кај тоа, хрватите тоа добро го дознаа пред влегувањето во Европска унија, а и ние нели се движиме, и Македонија се движи во тој правец. Пред влегувањето во Европска унија имаше, ние мислиме на превентивна тужба од Сдруженијето на британски новински агенции кон еден од водечките сајтови во Хрватска, кој што мораше да плати огромна одштета за се што превземале и фотографии и текстови наназад, значи за неколку години, и на тие, значи на почитувањето на авторските права, затоа што во крајна линија се работи за дел од сетот на права кои спаѓаат во приватна собственост, ќе мора да обрнеме многу повеќе внимание. Не сум сигурен дека ситуацијата која што сега имаме на интернет ќе може да се одржи долгорочно. Од друга страна, факт е дека постојат одредени подобрувања, постојат некакви дури и джентлменски договори за што може да се превзема на кој начин. Ова е обид, значи таа приказна да се прошири и да се постигнат некакви стандарди кои што ќе важат на принципите на саморегулација за целата заедница. Со оглед на тоа што во последните години има еден вид бум на интернет медиуми, еден куп интернет медиуми се појавија во Македонија. Дали имате впечаток, односно како впечаток имате за тоа колку се загрижени, да речеме, собствениците или уредниците на тие медиуми, дали нивен текст ќе биде преземен, односно дали помеѓу одредени медиуми едноставно постои еден летаргичен однос односно тоа кога се презимаат меѓу себе текстови дури без да се наведе изворот. Значи пристапот е различен. Од тоа што го слушаме, има такви кои што се чувствуваат немоćни во моментот било што да преземат. По тоа прашање, сите се сложуваат дека треба да се стави некаков ред. Меѓутоа, како што реков, има такви што сметаат дека во моментот ништо не може да се стори, има такви што сакаат нивните материјали да се шират подалеку, меѓутоа нив им пречи, да речеме, што атрибуцијата, значи наведувањето на изворите не секогаш е направено на соодветен начин. Како што спомнав, има неколку договори непишани, кои што се главно устни, меѓутоа тоа секако, барем за мене, не е проблем за тоа како можат да превземаат и дека одредени сајтови можат да превземаат слободно едни од други. Меѓутоа, знаете како, македонските онлайн медиумите посебно, сите се соочуваат со проблемите на мали редакции и на притисокот да имаат што повеќе, што поактуелни информации во трката по импресии кон која ги тера огласувачката индустрија. При тоа најчесто страдаат авторските права, односно не барањето дозвола нешто да се превземе, несоодветната атрибуција, значи на тоа се сведува.